Поздрав од ресторан Ексклузив, емисија за Куманово, а денеска наш гостин е Зоран Трајковски Шетко, стара кумановска фамилија, бајаги години населена у град Куманово. Ali Zoki, prvo ti da ni kažeš откуда е надимок Шетко. Тој Шетко е од овога парадеду, што се прозивам ја Трајковски. Он е 1886 годину отишја на работу Румунiju, Маđarsku и после години кога се вратија, дошија у Куманово, формираја фамилију и затоа што е ишја по работу, по свет, затоа е наша фамилија после од njega прекрстена Шетко и еве и ден данаске сви не знаеме како Шеткови. И од тој наамо, мислам тоа е една истина, у тој време многу било тешко да се иде до тамо по разговори што ги кажуваја татко ми. И каде дошија, тој ја купија башчу у Бедиње, граничиле смо со Карпошу у Воденицу, тамо е била наша башча. И овдека на Нагорички сокак, Сутјеско сокаче, ту е купено имање и туј су направени куќе за свите после, кад ги имам формираја мои дедовци. Биле су троица, мој дедо Киро, дедо Благе и чедо. Они су сви биле тишлери. Тај занат, исто тој на Нагорички сокак су имале дуќани, а од нима, после, од дедо ми Киро су троица браќа, татко ми Владо, Методија, најстар Чичо и Љупчо, средјан Љубомир Чичо. Имале су и две сестри и од тој натамо почиња све да се шири фамилија. Да. И така е. А што значи тој Шетко е, може да Значи Шетко тој значи дека он е шетаја по свет. По тој така, он е шетаја по свет и затоа е тај негов надимак дошја Шетко. Он каде дошја овдека, пошто тамо е бија најголем порок на наша фамилија го оставија, тамо е научија да фаќа рибе. Да. И каде дошја овдека у Куманово, татко ми е кажуваја, имало е у рибарско друштво Чинја, негова слика, он е бија прв професионални рибар у Куманово. Регистриран. Да кажам за твојega татко дека он е бија позната личност, да, работаја у Монопол. Да, после од тој доваѓа татко ми, он е од сви тие работе највише прифатија, од сви чичовци, татко ми е, пошто дедовци су биле занатлие, не су могале, татко ми е све прифатио, тој ќе има, тој ќе покажемо некои слики. Значи, он е рибар бија, после у школување, у Тетово се школуваја и како по друга работа му е била Монопол и тој после завршија факултет и е биднаја... Што е работаја Монопол? Беше технички директор на манипулација. Колку време? 20 години. Добро, Монопол у тој време е бија многу јака фирма. Така, у тој време он е командуваја со све садње тутун што су биле преко njega ишло и истовремено едни години мислу дека е бија и директор на трговију, пошто Монопол отвори и продавнице, такој да бија и директор на трговију. И имало многу големи плати, и К-15, и Вишак, и... Све убавиња. У тој време тие слики некои ги има куде су се шетале, куде све било организирано. Значи, сваки ишја на работу од задоволство, затоа што имаја добру плату, затоа што е могаја нормално кад се врати и да се весели и нови години, и 1 мај, и било што све, било тој увек... Кој работаја му помогаја куќе да прави, диде на море, јасно, све? Јасно, тоа е такво време било, таков е тај бија систем, куде што све што е од овој овдека, све едно било за свите, значи, младина како младина, сви су гледале нешто да се бави со спорт, затоа што е било убаво, затоа што е било организирано
затоа што не е имало нервозе, не е имало кауге, не е имало све, тоа е било некако организирано и убаво. Еве да покажеме на слику малку, не е баш, али... Ово е, тако не мога да е ги тоа. најду, да, не мога ја убаво да ги најду негови слики, ово е, он е бија фудбалер на Единство. На која позиција играе? Играе центар халфа и до фузирање пошто Единство се е фузирало, не знам, 55 или 56 или КСК и Единство се формирале ФК Куманово, не знам тачно године, он е до фузирање с Куманово играе за Единство. Пошто е после у армија, у војско каде бија, таму е малку тренирае у Партизана, пошто касарна му е била близко до стадион и е бија нон-стоп тамо и имаше го слику каде мислу дека да не збору тачно некој другар па требаа да иде у тој време железничара, али знае се, вратија се дома. Дека ваш татко неверојатно играе горе на ново игралиште каде Пазарште. Да. Тоа е било убаво место, туе доаѓаја Партизан, доаѓаја. Тако е. Тамо су тој играле на старо игралиште и викам, знам само на тој другу слику што го има, може да га покажу Жмару, директор на Стоковно, значи он е с njega, овие други можда не знам, не се сеќам да ми помогне некој. Значи татко ви бил Беорат и могаја да стане Партизан. Да, можеше да игра и се е врати од тут од Шут е војско. био Партизана? Па тако е било, тако е било у тој време, ако се сеќате, у војску па имаш време, па ако си фудбалер, па тренираш у Куманово, колку фудбалери су и играле после и знае се како. Кој годиште бија роден? 31 е он бија. Да. Он е бија 31 роден и прво што е научие е топка, фудбал и риболов у сви тие слики. Еве оваа слика, ти ќе ни кажеш куде е ова? Ово е на Врутјоводу, ово е татко ми с друштво, ово е чичо ми Звонко, ово е Трипко Маде, негова деса девојка, еве га татко ми, еве го мајко ми, овие тројца људи не ги познавам, не се сеќам кои су, а тоа е на Врутјоводу на 1 мај. За други мај. Се да објаснимо, вие што и кажасте, Звонко Миладиновски, твој чичо е бија кошаркар у Соколано. Да. Позната личност, Трипко Маде бија гимнастичар. Да. Значи, целокупна спортска фамилија. Па, тој пред малко ја што го кажа, значи, 80% младина се е бавила с некој спорт затоа што е било многу убаво, затоа што е организирано, затоа што е било здраво и тако е. И се у Соколано горе. Да. Па такој су биле у тој време објекат. Едини објекат, препознатлив, да. а ово е селови риба. Да, ово се фаќа по рибесу, ово е тај пост најстар чичо ми Методија и овдека е татко ми, овој су вајда доле у Добрашане. Да, опчињу у Добрашане су. Една слика, тоа е една многу убава слика, ја го најде и еве донесе го да ги спомнемо такој. Тако е. Иначе, тоа е било најголема љубов. Еве го моментот, доле вода. Ово е исто, ово су веќе, еве сам ја. Без топку нигде не сум се сликаја, тоа од време било. Вруќа вода е била тако е. посетена. Тоа е било историја. Ово е татко ми, мајка ми, ово е Тане Вук и жена му не може да се сети. Тане Вук куде е работаја? Тане Вук војно е работаја. Добро. И исто другари су биле, тој Малски, цело друштво. Ово е ќерка ги, мислу дека е она. И тоа е. Еве га таткови. Еве. Во тоа време точак да имаше било привилегија. Да, тој време, се ќе ви кажу, ово е бие точак дијамант. Он после многу време смо го возиле и јас сум се научија да возам точак на njega. Ово е каде идемо на Врутјоводу, ово е брат ми Томче и сестра ми Лидија. Да. Еве ги мајка ми и татко ми, каде идемо на излет на Врутјоводу. А татко ми и Маја, у тој време, значи ја кад се сеќам, значи тоа е било негде
62 мотор циндап, меѓу први у Куманово имаја мотор од Загреб, нов га е купија и имаја В мотор. тоа време имало е мотор BMW CZ и тоа. Циндап, така, тоа е било. Ово е На еден излет, ово е река, мислу дека е на вручи воду. тој си ти. Да, тој сум ја, знае се. Значи од малецак топка у руке. Топка руке, да. Да, топка Још так руке. Још так си е. имаја љубов големо према Још так фудбал. е тој љубов. Еве га, ово е исто на вручи воду, Томче, Лида и ја с точак. Идемо, вајда се тој слике на едно. Па така на Киселово си ишло со точак, Народ, со пешки, народ. со рабаџиски кола, кој се што стигне. Тоа е било историја. Да. И убаво е било музика, песма, игра. Ово си ти. Ово е веќе, пораснаја сум 4 години. Чека се да ни кажеш ти у кој дел на градска варен? Јас сум на Горички сокак, Баш кој е? испод Сутјевска улица, од Кобру кафану малку подоле од леву страна има сокаче Сутјевска, туј сум роден. Значи тој е едини сам сак у тој малу, јас староседелац, од тој страна на Сутјевску. Све е иселено, само сам ја још останаа. Сега ово е 4 години, сваку годину, за нову годину, плоштад се украсуваше. Еве га тој сви споменици, све беше и на први обавезно се искачаше на шетњу, деца, родители и еве куде сум сликан, јас сум имаја одека 4 години. Тоа ми е слика, пред сме сликале и тоа е за нову годину. Како беше у детство, еве кажи да ги спомнеш твои другари од мало. Детство, како детство, ми сме биле поврзани, пошто на тој дел наш паќе збору, пошто топка е била битна, не е фигурало игралиште, а не е могало да се дојде таму како мал да идеш по гимназија, по Домјана или такој. Ми сме играли у пазариште доле, стар сточни пазар, с роми горе од Баракија се организираше утакмица и доле публика обавезно вика. Да, тако тоа е било. Сва обавезно с године. Ми туја се знае снег, лизгање, санке, горе од магазу, од Баново Трло, тоа е било све, не имало сообраќај, могало е да се. Али имало и многу снег, имало и пуно деца, кои се сакале. Мало е убавиња. Ми смо фигурале сак доле што су зграде, тој се биле башче. И туј смо веќином смо га десно. И туј стигали топ, да. И па не е имало да се обработуе, после кад се бутнаа, веќе почнава, јас сам веќе маја, 13 години и веќе почнавamo да играмо, али до так све е обработувано било, не е имало место каде да се игра фудбал. Затоа сме играле у пазариште. Да, еве да го спомним од твоја мајка, она што е работала? Мајка ми е била продавач и после бидна и шефица у легендарну житомелску продавницу број 1. Значи, тоа е Карши супермаркет, туј е била Житомел, тако е. До њу е било за леп, а туј каде што е она работала, туј е било бурек, мекице, све што сакаш. Житомелски леп с години бија најубави, највкус. Тој све што се туј се е чекало ред, за да дојде Сабале, сви не имало куде, све се е таму доручак зимало. Вика вруч леп од Житомел како мет. Тако е. Тоа е било многу убаво. Голема организација, голема работа и стварно е било. Сега за жал Житомел е руина. Тоа е све. Али тоа е за другу тему. Да, тоа е друго место. Сега овдека Соки како голубар. Куманово имало многу голубари. Од сви тие пороци, штом си туе у град, штом искочиш на куде центар, знае се, мора да се пројде све. Тако и тој голубарство. Јас сум туе ученик на едного од најголеми голубари у Куманово, још е жив, Драги Арсо, Аджија. Легенда. И тако и тој се исто стара фамилија и тој сам учија занат куде njega. Ово е подмакли, ја кад сам бие веќе оженjen, тој е ово е слика с керко ми, да, с керко ми, она го многу интересираше тој. И
Сега да кажете, голубарство зараза ли? Па види што, јас сам го третираја како спорт и такој сам го се понашаја. Сак сам пензиониран, мислам дека 10 години 15 не чувам, али убаво е, мада една врста овој голуб што се чува е многу тежак за чување у Куманово, пошто овој голуб нема многу летење, збор за кумановски, за македонски дунек. Сега е многу изградено Куманово. Не може да запамти, да се научи брзо и за тој е многу тешко да се чува. Тој време кад су они чувале, кад смо се ми заучувале, они су биле други. Тој су биле многу ајари се вика сва. Голуби, значи ке летне 2-3 дана киде ке лута по Куманово и ке се врати. Да, што ти ќе кажувам, затоа што вие стари голубари вика од дете вика улигнам и перце вика и сега без голуби не може вика. Па добро сега, затоа сакам да кажу, тоа е убаво. Еве јас сак сам малку слободан и еве спремам се. Веќе сам направија ќумес, па да зачувам како Што на чуваш? старост. Мастари попкалие? Не, дунеци, македонски Дунец, дунек, да. Македонски дунек, тоа е нешто најубаво што може да има, мада тој фигурира веќином на есакон се изнесеа по странство овие гастарбатери, однесеа тамо чував кој дојдева пошто ипак е тоа убавиње. Добро, ми кажamo дека сте ви комплетна спортска фамилија, да го спомниме во овој ситуација сестра ти која е била добар играч у женски рукомет. Да, туи су биле они, она, исто моја сестра е Маргица Јордановска. Марга Јордановска, да. И она многу години игра. Туи е Игор Михайловски, кошаркар, игра у Партизана, па и тој ми е фамилија од бабу. И такој да цела скоро и брат ми Живко Ионов своевремено тренираше у Раднички Нишка, голман малку беше. И тако е. Ево сега слика од основна школа. Ово е веќе. Еве убаво е било да кажеш учителка и овие твои школски другари. Ова е, таа е од погоре, ово е негде трети оделение, четврто, не знам тачно. Учителка ми била Лоза Ризинска, на муж беше професор у гимназију Ризински по музичко. И сега еве доктор што е Ризински. Али добра учителка. Тако е. Добра учителка. Овој су некои су веќе. Може да ни кажеш некои кои су? Па може да видиме сега во кој. Има некои веќе не су туи, некои су туи. Еве одек сам ја. Ово е Ласто на Пасоши што работи. Добро. Овдека су, ово е Зоран Игњатовски, инкасанте у водовод. Игњат. Да, Игњат. Да, тој е он. Ово е Светлана Бојковска. Она е мушу ципеле прави. Има погон. Татко му е правија ципеле куде ракиџиско пазарче, куде веце туј бие нино дуќанче. Он е туја. Кој беше јоште сега да ми текне? Ово е Блаже, од девојчиња ово е Љубица, ово е почината Снежана, ово девојче беше од Проевце, Вукица, еве га Киро Поповски у технику. Тако е. Такој Кире, он е бие с мене учија. Еве га Љубиша Костадиновски, ово е мој комшија и врз му туја, он у Шамница и работи. Ово е Зорица, ово е Данче, ово е судика Догазанска Сузана. Тако е. Да, тоа е Сузана. Ово е сестра моја Лилија Аневска. Добро. Ово е јоште кога виду туја. Ово е овај Елизабета се викаше. Овај доши из Горна школа, што е куќа голема направена. Тој беше нина куќа, она туј седеше. Ово е Надица, татко полицајец беше. И ово е Софијанка пред
за жал пред некое време, месец-два почина на Јанушевскога супруга, што беше на Циглан. Цигла. Е. Ово е сак малку Ово е веќе Поворе ово е веќе осмо оделение, ово смо веќе Класан таа кој е? генерација, класа ни е Свето Ивановски, по историја професор. Добро. Сак ово е веќе смо ми беќарчиња, така и да сак се веќе поише познава. Ова кој еве го тај почината, ова е Слободанка, ова е Јасе у Сутија вештак. Ово е Даница, еве го Слободанка, еве га Игњат, еве га Киро, еве сам ја, еве га Маријан Джинкс, гитариста, он е исто... Тетра Мевил. Така е, он е што ово е. Еве га Веле Крстевски, ово е исто, еве га Блаже, ово е Мирослав, не може да се сети за тие. Која е генерална оценка за основно образование, која е? Па основно образование у тој време исто тако е, барем по мене се ишло за смераку школу, не е имало толку притисак како мислу дека се ке подруго, мада не може да зборам, не знам за школе, а иначе све што е било тамо, све од тамо ишло, школа за све, таа е основна школа, кои су биле поставени тие професори, рецимо ја професор по физичко ми бија Димитар. Легендарни Димитар. Ево е прилику да го спомнеме Димитар. Од све, да ти кажу, од сви убави работе у спорт, што сам после постигнаја, све су ми биле водења од njega, пошто негов начин на работу е стварно бија изврсан. И дан данаске еден од тие професори кои куде ме види, куде се видимо, се поздравимо и свакамо час. Овој година он прослави 50 години работа во спорт. Тој ретко кој има у команда. Да. Стварно е човек заслужен и е стварно бија многу јак педагог. Не имало куде njega прочка, знае се све што е како е, али после резултати. Тренира и женски рукомет, и кошарку, и еден спорт, и друг спорт, све. Па све, јас сам играја и рукомет за школу, и кошарку за школу, дек сам бија повисок, тако е, он знае све тој да уклопи, да. Има е препознатлив стил на работа, да. Стварно. Сега доки доваѓаме до средњу школу. Ово е техничка школа, Наце Бујони, ово е смо матуранти. Кој е дека класа? Дека Живко Вуевски, легендарен професор по физику, Живко Вуевски. Он не бија класан, овдека су веќе. Кој се ве на слику? Еве ги во кој. Ово е Драги Лска. Добро. Не, тој е он. Ово е Миќо Глусац. Ово е починат Гоце. Ово е дечка, не го знам. Ово е Зајко, исто починат. Ово е Квиско. Ово е Маријан Поповски Патља, с мене фудбалер. Еве га Моцо. Еве сам ја. Еве га Дуте Протеза починат. Ово е Зајко Љубиша, газда на Спит, такси. Ово е Страше. Ово е Миќо, исто починате. Ово е Ацо. Ово е во Америку отиде, Снежана. Ово е Диме, играше фудбал. Не, еве га Диме, играше фудбал за Доброшане. Сак работи у водовод, вози тој камионче. Тако е. Тој. Ова е Славица од Бано Отрло. Ово е Миќо у Којнаре, имаше фирму за тие делови за ципеле, прави се за машини. А што ти ги ни кажеш овој прилику, дали е тачно дека у техничку школу имало е многу голема расправија навијачи Звезда и Партизан? Па,
Тој свugде е било, па поготово техничка школа, пошто е она... Едни за Партизана, други за Па Звезду. затоа што таму е су поише биле мушки, Така е. да, 80% ученици и нормално е увек било тој дерби, многу е битно било. Ја сам иначе од татка наследија, он е навијае за Партизан, пошто е малку тренираја и у задни тие години не могаја да слуша пренос. Пошто радио е било, нема телевизор. Да, ученичку школу вика, каде било у среду дерби, транзистор, вика ученици и набор слуша. Тако смо носиле, тоа е било такво време и у почеток зборува тие години од 60 до 66 каде Партизани маја тие познати бебе и тоа е било стварно доживљај. Ја сам бија на многу дерби, мада не сам могаја, затоа што сам бил учесник у фудбал. Играја сам таму во една екипу која може да кажу како фигурирала како друг клуб у Куманово у тие години, зборува од 70 негде до 90-92 по организација, по сви тие работи, тако е било. И за тој, а иначе школа како школа, фудбал, ја се сеќам Куманово боксери и обично су имале тренинг фудбал. Сега, мимо смо професора по праксу, он беше нешто управо таму у бокс. Да. И дојдеше Аце Русевски, тане пушти ги деца да играм в топку, нема спаринг партнери. И ми смо биле редовни у Соколану, наша екипа спаринг партнери с боксери. И скочимо или не пуштиво од Ослободине или мајсторка смо на праксу, знае се ту и соблачање и тренинг. У тој кад е била тај чуена боксерска екипа на Куманово. Легендарна. Така да и ми сме учествувале у тие припреми. Предводен од Петровиќа. Да. Тој су биле тие боксери, фантазија, мислу тој е било нешто... Незаборавна генерација. Незаборавна. Тоа е било тако повржено со тај парк исто. Соколански парк пријатно каче, тој вика млади седне, дружи се, па изиграв некој парту домине, па шах, па поготово ми што сме биле фигуралија со техничку. Да, у техничку, тако да и туј е падало и прво цигаре, и прво пољубац, и девојке, и све. Тако е, тоа е било... Еве го овој слика да го покажемо сега. Ово е исто една од овие мои школски другари, таму кад смо завршувале, тоа е Моцо и Зајко Ифи, Ивица, он играше малку рукомет и смо сликани у училницу, каде што веќе завршуе смо на крај и многу е било убаво дружење, матурски вечери, прославе, све е Ше да кажеш, кој предаваја физичко-техничку школу тебе? Физичко-техничку школу ни предаваше Ваце Владимир, тај професор ми се чини отиде од Куманово, беше тие неколку години туја и после ја намалече. Оцели се, а? Да, оцели се. А не знаеш кој е, не? Не знам тој професор кој е. Знам дека тој ни беше по физичко Ваце. Викам да не е предаваја Свето Аврам или некој да вие. Не, Ваце беше професор, Јадок беше техничко. Сега Имаше уште дан, ама не се сеќам кој беше. доваѓамо до фудбал. Сега почињамо, Дали фудбалот кој е најголема љубов и ден денеска? па и ден денеска да, мада сак е малку savremen фудбал, мада некако на друг начин се гледа. Сега чари на фудбал су некад биле, дали дека јас сам бил учесник, ама сигурен сам дека е многу другачие било, многу Дали си и ти порано играе за ручак и за колач? друга душа е била, да, сега ќе ви кажу, ја сакаше да кажу за почеток, ово е моја прва регистрација, у тој време ФК Куманово беше доминантан.
и играше сека треба да се формира помладак. Вика сва школе и на мене ми се догоди една случка, игра смо техничка школа ми од екипу, да одберем кога сакамо, ни кажем кој да дојде и беше одреден да се пријаву. У тој време, тој е 75-та година. Беше тренер на помладак Велковски, играше Лео Полутко. И кажано на нас, отидемо, јас се сеќам на трибине, ја и Чале Максиновски од Старонагоричина, после игра многу години за Куманово Да. крило. И не смо знале, појдемо да се пријавимо, у тој време не смо требале да улегнемо, намававане, искочимо, ја више не отиде. И од туја, за едну неделю, у Чик се спремаше некои стари фудбалери оставива фудбал и се траже со млади. Отиде и одма ме преземава и Еве да кажеш почнава. кој година е овој, Ово е 75-та година, Вардарски регион. кои се ве луѓе на сликата? Ово е во кој сега? Ово е година у која јоште има смо шансе. Ја туј сум резерва, тој сум мои почетоци. Играше, улазаше, али тој време Вардарски регион е било многу јаки. Да, тој време јако е. Па затоа што, да кажемо, свите скопски фирме, што су биле ФАС, Цементара, Југококта, овој, све тој имало фудбалски екипе стварно озбилни. И у тој ниво е фудбал бија, да кажемо, како данашњу македонску прву лигу. Па мислу дека е квалитет бија извареден. И ти ја почна како центарфор, отиде многу таше голови. И на неколку утакмице Мите и Топлак беа тренери. И Мите Анастасовски ли? да, Мите се врати од Канаду, еве га. Да, легендарни Мите. Тако. И у Скопје се сеќам една утакмица, прва, народ, некоја населба скопска беше, ми земамо га Билјанчета од Куманово за голмана, да може, ако може да земемо бод, пошто се боримо за обстанак. И губе смо 2-1 и вика ми Мите на мене, ајде мали улегни да дадеш гол. Ја се загреа, све убаво, ама на игралиште, што прво ударање и готово. Не знам на кој страну да иду. Заврши се тој, изгубимо ми и после ми беше многу интересантно. Вторник, вика, мали, не, пошто вторник обавезно анализа на утакмицу, мали ти не знаеше, вика, како ти име. И добро, тоа е нормално, пошто прва утакмица, одиграја тој сезон 2-3 утакмице и испаднамо од Вардарски регион ми. Ајде кажемо кој се дека на слику. Тоа е таа екипа. Ако знаеш кој се. Све ќе ви кажу, ева кој. Само, Тако. Ово е Топлак, ово е со стари фудбалери Мио, ово е Соти. Добро. Малку само да погледнам во, па ќе го одбрнуе. Ово е Јосе, почина Трајковски, ово е Пепи Златар. Добро. Ово е Ѓуро Голман, ово е Мусо, ово е Мите Атанасовски. Он тој годину кога дојде од Канаду и играше лево крило. И кад треба брани игра. Ово е починат Моме Куљ, најмалку. Моме Андоновски. Моме Андоновски. Ово е Коле на Томчета брат, еве га и Томче Шац. Тој су браќа. Ово е Ане Егејац. Така е. Работеше у Чик, играше десно крило. Ово е овој Марковиќ, едно војно лице. Добар играч. На Биџу Зет, на Пројски Согак. Он играше. Еве га Ѓоко, починат на продавач за авто, шеф што беше доле заставени, куде Средорек. Еве га Милчевиќ, Рацев, тако е. Да. Он у Шамница и ќе улегнае у пензију, еве сам ја. Значи, ово е тај прва екипа. Али вие су пуно број играчи да вие сте прво поштани у Куманово куде Петаковиќа, па не се добиле шанса. Увек е тако било. Тако е, да. Ово е тај слика, ово е прва слика, после тој слику
што го имаше овдека, ја гледах го емисију Диме Трајковски, значи 74-та, 75-та, тој су сви фудбалери од Куманово су биле вратени, запослени учи кои су сакале, и многу била јака екипа. Од нима су останале овдека е Мио и Влашче, и оште нема га овдек на овој слику. Он е бие туја, а ми смо биле почеток. Значи, тај прва година. И имаше добро, само што испаднамо, некои игре се направива, веќе... После ќе позбориме малку и за Топлака, иначе, еве овој прилику, значи мора да потенцираме Мите Анастасовски бие легенда, универзален. Он е бие кошакар на Туризм Соколано, и е бие добра гома, и што викаш лево крило, една голема личност. Он е бија голем педагог, да ти кажу, јас сам бие учесник од туј годину, кад смо биле учаир Слога. Отидемо ми деца, а веќе некоја екипа Слога се бореше за прво место. И сак, он си имаше тие работе, не фудбалски, али тоа е негов дар бија. Да. И искочимо, не могаа да не победи. Он нема шансу гол да му даде. На крај све, он имаше голфа зеленога. Пошто иде смо с комбе и он с голфа. Све искршива, полиција, 3 сата не држа на чајер и после с комбиња не изведева од стадион, изиграмо ги нерешено, гол не могаа да му даде. Јас не сам видеа такво бранење. Пошто он после брани у Вардар. Еве го овој слика, ова е друга генерација, веројатно. Ово е веќе, значи ово е првата година како испаднамо, ово е ово е у општинску лигу. Добро. Ово е една слика каде што еве га овој букет пред некој ден Јоле почина. Тој е фудбалер, идеше у војску, он исто играше за нас. У Шамнице и у Мензу беше директор. Добро. Овдек сам веќе првотимац, изборим место, почна да играм по десну страну, деснога бека, и еве сам овдека ја, еве га Топлак. Добро. Ово е Пепи, Јоле Кажамо, Мите Голман, Томе Шац, Даце Трајковски, Јосе Трајковски, починат, овие су двојца починати, еве га овдека е Соти, еве га Босанац, Алили Нехат, овој дете се разболе нешто, кој на плоштад шеташе едно време, сак не га видују, и ово е на Топлака братанац, Даце, Касапин, од најстарога брата на Благета, на доктор Зорана Георгиевскога, од Чичу брат. Добро. И ово е Шурјак на Анета боксера, брат на плоштад, беше после економ, сак е туја у зградо седи. Баше Шурјак, да. Така, он играше лево крило. Тоа е тај екипа што успеамо за туј едну годину да се вратимо у регион Вардарски. Сак вакој, ово е исто, ово е тај шампионска екипа. Значи, исти играчи горе-доле, да. Да, исти играчи, само други дресови. Пошто ово е слика куде на старо игралиште. Помошно, куде е пензионот што е светлина. Да, овој су тамо смо играле. Тие години, значи 75-та, тамо се играло. После тој доваѓа еден луфт, ја иду да се школую Врање. Чека, ти ми кажеш, бие си у Динамо Врање. Сак те кажу, значи тој е 77 заврши ја средњу школу и отиде у Врање. Ми като легнамо од овој екипу, ја отиде и тој имаше прву грешку, не сам знае дека ќе има толку компликација, ја отиде у Врање на некој среќу да се школую и умеѓувремено да разберев тамо тие луѓе дека смо ми тамо, двојца бемо ја колега Младен и најдеване председник беше Звонко, председник на суд. И натам примиване, одма почнемо да тренирамо, меѓутоа што се деси, Чик не ми даде на мене документи, ја немаше исписница. И не мога 3 месеца да играм, малко се разочара, после тој
годину одигра неколку утакмици у Динамо. Повише смо тренирале, пошто предавање у школу беше попладне, а главни тој беше аматерски, исто како Чик што е било. И тамо е аматерски клуб, тренер само попладне и сак тренираш ти сабале, далеко од очи на тренера и друго е че те гледа, али одиграмо. Нешто важно, убаво беше, убаво друштво, убаво не примива врање како врање, наш менталитет. Да. Лепота е било, година и пол, две тамо и после се враќам у 79-ту, да, 79-ту се врати, 79-ту, туј негде 80-ту. Врати се и одма почнам учик. Така беше срушено игралиште, а соблекувално беа тамо, куде Светлина сак што е. И тој беше голема мука, тој со едно 3 години на муке, пошто тренира смо у парк, а игра смо у Речицу. А пред мене тај сезона, кад не беше ја, играло се и у Клечовце, па после у Речицу. Тоа е тај екипа, тој доваѓа до смену Топлакот иде у Куманово и дојде Трајче Бошковски. Чувен игра со Куманово. Тоа е една легенда, еден човек, педагог, многу исто ми ја помогнаа у кариеру и он беше такој некој путник, али ga замолива и дојде преземане. У тој време ја сакаше да ГП Козјак направи голему екипу, имаше у тој време Шоња, стар Шоња, тренер Боре, Мусо, Дуле, Дубопром, многу јака екипа. И сакаше да иду тамо и не успеа. И тој, пошто туј се јави Бошко, Трајче Бошковски, и вика, ја рачунам на тебе, не бива. Тоа е таа екипа. Ово е таа екипа, овој се веќе тренирамо и куде спортску салу, почињемо да ga спремамо терен сак што е доле. Ми смо ga спремале со ЗИК. Соблече смо се у куде Светлину, трчимо по улицу до одека и играмо на нешто чистимо, нешто играмо, тренирамо и се формира таа екипа и почнамо овдека се преселимо Стара млекара доле. Така е. Зигу презема и нашата е управа. Ово е доле куде Сало. Да, тоа е куде Сало. Која е екипа? Само момент да ви кажу за екипу, само да ти кажу, тоа беше една работа. Морам да спомнам, ке забрал, Чик у тој време, многу години, генерални директор беше Перо Ланг, фудбалер на Куманово. Све ово што се е дешавало, бие он за све, значи главни, он га е многу сакаја фудбал, и ми смо биле како еден понос на тај колектив. Он е у поедини моменти Чик имаја и до 2500-3000 радника. Сваки радник ја одвојуваја за фудбалски клуб. Символично, али одвои такој да увек се у Чик знало што е и како е. Увек имало ред. Ми смо имале некои хранарине, па можда у другу лигу само 2-3 пута, так смо имале правилници све, али тоа е било све организирано. Сваки тренинг, дали се наваѓаме у општинско лигу, дали смо биле у регион, дали ми смо увек биле редовни, увек сви биле како што треба. Која е твоја дефиниција за Перо Ланга? И тој сакам да кажу, толку га е он не е доаѓаја на игралиште, али толку га е поштуваја, пошто Благе Топлак му е бија десна рука, од прилике он како представник од комбинат и тренер и у фудбал имаја многу поверење. И сак видите овој све што смо ми имале у тој време опрему, све смо ми имале од Италију, се донесала за нас затоа што Чик се работуеше још тој време со Италија и опрема преко овој се донасаше и смо увек биле облечени. Значи да резимираме, Перо Ланг е бие голем човек. Тачно. И сви заслуги за овој постојање на фудбалски клуб тие години, па и после дојдева, ќе ви кажу, кад се враќа овој убавиња, тие лиге, кад се враќамо на градски стадион, сви што беа преседници, сви су биле
Значи Ево дека да кажеш кои су и на овој су биле, значи, овој е Треće Бошковски, овој е Даце Трајковски, овој е Зоки Зоран Дивљак Заевски. Добро. Овој сам ја, овој е Тозо Светозар, овој е Делчо боксер. Делчо престана да боксира и дојде фудбал, с мене играше у хаф линiju. Овој е Ванче Шурак на Павлјата Георгиевски, починат покојни. Овој е Моче уметник. Моче, да. Е така. Овој е Босанац, за Валили Дехат, овој е Јосе Трајковски и овој е мој другар Младен Маџо Карапмала и овој е починат Зоки Трајковски Зупчи. Али чека, овој прилику мора да те прашам на работа. Спомнага пред малку Драги Шоња, стварно голем велемајстор фудбалски од Куманово. Да. Играч кој могаја на мал простор да направи што сака. Да. Али не би најголем фудбалер. Штета. Се па ќе дојдемо до тој и ќе ви кажу како е било што. Овој е, значи, тај слика тамо, добро. Овој сега тие слики тамо ги ставимо, пројдемо ги тие, тој добро. Овој е веќе Вардарски регион, овој е веќе Тули е Боре Шоња. Овдека, Драги. не, Драги Шоња после. Овој е Драги Агуш. Појачање га земамо, растури се Димче Ребица и он дојде да играше за Куманово. Тој е још еден, овој е тај слика. Значи, тој су године, овој су тие шампионски године, оваа екипа улегна у регион, еве га Пехар, бинамо прваци и заврши се тој, после тој тој е, значи, еве га и Раќо овдека, нема шега, тој га има исто. Као појачање. Не, легендарен фудбалер на Чик. Добро. Играше деснога бека, он ми е бија идол и ден денеска после игра многу години за Братство, па игра за Башкими. Шофер од Брезе, шофер на Учистојќу беше, возеше га камион. Ова е горе-долу иста екипа, само така, тој су тие, да, тој су веќе тие шампиони. Сега, оваа екипа, значи, ја го оставljam 82 годину и отиде у војско. Они останава да играв још у општинску лигу. 3 години се учесмо. Ја у општинску лигу отиде у војско 82. После негде 3 месеца у војско 4 доваѓа ми некоја, викаме таму у команду, ја беше јоште гуштер и вика, одобрен ти е викенд за 1 мај да идеш, војско сам служио у Сурдулица. Близко те. Да, и ја доваѓам, чудно од куде се толку брзо да добиу викенд. У тој време Чик игра утакмицу во Агино село решавачку за у регион, так се формира Козешки регион. И ја доваѓам, само што доваѓам дома, јавља ми се покојни Ико, исто еден од големи радници спортски у Чик. Такој треба у неделју да играмо или ми или они. И ја отигра такој од војско, од кондицију. Траќе Бошковски ми викаше, у животу не сам видеа толку јак човек, толку да издржиш притисак свакади час. И ми победимо ги и улегнамо у регион. Ја се врати у војску, веќе за есен ми стигна, пошто беше годишњак, заврши школу, стигна ми опрема од Чик, почна да се спремам и се враќам с екипу која е улегнала у Козешки регион. Тоа е оваа екипа. Ја дека го препознавам Ристича. Така е, тоа е оваа екипа. Еве го голему слику ќе го кажемо. Тоа е оваа екипа. Оваа екипа ја доваѓам у пролетни дел и се боримо да улегнемо по први пат у другу македонску лигу. Состав. Овој су тие играчи се вратива од Куманово, исто како тие претходни диме и овој беа. Тој су Ивица Благоевиќ, Добро. еве га Зоки, овој Зоран Говмен, Дивљак ту е, еве га Ристиќ, еве сам ја, еве га Зоки Трајковски, Даце Трајковски, Зоки Патор, Јосе Трајковски, Трајче, еве га Барац,
еве га Зоки Болничар, еве га Драги Шоња, еве га Моче и еве га Жике Тасевски. А екипа Палјевина никој не е могаe да не победи. И туј годину улегнамо у другу македонску лигу. Играше се утакмица, ово е слика после Свети Николе. Или Овче поле или ми. Ново народ, прволигашки судие, победимо ги 3-1 Шоња и Жике, доктори, растуримо ги. И тоа е било еден голем успех, славеше се по Куманово и успеамо да улегнемо. Значи, тоа е таа екипа. Шоња... Еве, да кажемо за Шоњу. Значи, многу кумановци викав дека таков таленат фудбалски не имал. Он е бија, он све беше, само не сакаше многу да тренира. По мене, мисло дека... Да изигра на малку простор е бија... А иначе за мајсторiju за фудбал е бија мајстор. Они су сви тројца браќа биле мајстори, да. И Боре, и да. Е тако и... Ја сеќам на Патора е бија добар страхов. И Патор беше исто од Куманово, од подморак дојден туја. Тој су биле, менја смо се ја десно тоа е таа екипа куде што успеамо туј годину и колку беше среќно, толку беше и за мене мале. 3 дена пред првенство припрема смо се и отидемо припремну утакмицу, крај веќе почиња првенство. Неошишена трава, ја клизајќи старт еден, повреди се, катастрофа. У тој врати се док овој, ново се повреди, испокидаги лигаменти и све, и готово мислеше крај на кариера. Пошто у тој време не сме имале могуćности многу, знаеш како е било, и успеамо, ја одигра неколку утакмица, али не можеше да играм, и од туја отидеу Клечовце. Тамо направимо некој екипу, веќе почна да се опоравljам, годину и пол, некои дечки дојдева од Скопје, овие некои фудбалери со мене, пошто такво време беше. И имаше и тамо некој динар, имаше организација, имаше убаво, све едну годину изиграмо тамо и после тој време још едну годину ја иде малку у ЗИК игра и после се враќам, Куманово проба да улегне у још еден пут Чик, ствари проба да улегне, испадна од так беше регионална лига. И се враќам па у Чик. Тоа е било 86 година, 87-ма, тоа е таа слика, туј се враќам како капитен и веќе почињав тај година, се ожени 86-ту, имаше многу голему форму, игра смо, дојде Страш Ивановски. Страш, така е. Дојде со Стоплака да направимо екипу, меѓутоа оваа екипа беше многу добра. Меѓутоа се умешава некои у тој време, Крива Паланка, имаше некои луѓе, не сакам да ги споминјам имиња, све работесва, за нас бева 0. Победимо ги и у Паланку, и на Градски, али све тој заврши се и Страше си отиде и после још едну годину подиграмо и веќе почнава повреде. И не бива, и ја 90-ту годину, 89-90, тако е беше. Викам на Топлака, ја не ќе више да играм. Не бива, викам толку. Добро, вика, штом такој. Сакаш ли да ми бидеш помошник? Да, викам, нема проблем. И у тој биднавома тренер, он отиде, имаше некој тој време некои домашни обавезе, мислу со Стоплака смо цел век. И ја презема припреме, спремимо се и тој годину, па так се викаше меѓурегионална лига. Еве го тој е тај исечек од новине. Да, титулата по мерка, улегнамо па у меѓурегионална лигу и тој су одека су веќе помлади, тој су нови генерации. Јас сам па тој са ќе ви кажу, ово е Ѓоко, еве га па Ѓуро Голман, тие што ги виду малку, ово е Даце, играше у Куманово,
еве сам ја, ово е Мире од Агино село, ово беше Маце од Чинју, Виктор, имаше ту еден, играше, овие некои, Зоки од Четирце, и он игра. А не е Виктор на Томица Цанов син? У странство е дечко, сега он поигра малко. Овој, само момент, да виду нешто, од прилike Мацко, да, тој е тој. Тие други не може да се сетам, по малку ми е мутна слика. Мора И да улегнал. приглашуемо емисију, Добро. еве овие слики да ги Добро, набрзо. добро. Ово Тој е веќе на припреме, таа екипа на припреме во Охрид. Добро. И се враќамо и после 6 кола се Ово е која година ово е? Ово е веќе 96-та, тоа е Сега ти да ни кажеш, имаеш еден настан кој го памтиш цел живот, али се се добро завршила по тебе, 93 година у Турско, да, што се деси? Па, тако е, иде смо по робу, работеше ја, имаше некој овој, и тезгу на пазари и све, али некој тровање, нешто деси се, има среќу, спаси се, врати се од туда, полегав дека на заразно две недели во болницу и после многу тешко се опорави. Све тој беше мука, док еден ден не се яви Благе Топлак, дојде Пап Топлак, требаш ми, тако и тако има е клуб формиран, доле, куде спортску салу, да играмо, ако сакаш, тако и тако е. Благе, не сам добар, меѓутим, он инсистира, ја појде, и еве, од так намо, сам друг човек, покрај тие деца. Значи ти имаш многу похвални зборови за Топлак, а он ти е као друг татко. Па, да ти кажу, целу кариеру од прв дан смо ми заедно, веќином, пошто ми знае он дека сам ја поштен, никад не сам правија иле, никога не сам поценуваја и од време сам се борија. И тоа е Сдружение на граѓани, екипа КСК се викаше. Овој. Да, тој су тие слике. Еве сам ја. Ово е Боби од Банево Трно. Овој су некои, еве га Топлак, са кои деца веќе су пораснати. Некои може да ги кажу, некои не може да ги, пошто тоа е веќе 80, ово е 84-та година. Еве га Анте, еве га Аце. Овој исто беше Аце. Овој исто, овие сви деца после, еве га Нојко, овие сви деца играва после у подмладак на Куманово. Да. И некои веќе играва и оште. Тој е веќе таму, еве га тој е веќе младост. Ово е младост. Ово е почеток уран производ сак зграда што е направена. Туи се совлача смо и туи игра смо. Тако е. И еве ги овдека, еве га син мој, веќе и он почина за фудбал, у однос на овие веќе многу малечек. Ово е у градинку у двор смо сликани, еве га со мене работеше Корка после. Корка чувен, да. Тако, ја и Корка работе смо после. Корка што работи, не знам нешто. Саке пах Корка изгледа у фудбал, скуде Тонита видови турне играјшта, не знам како е. Ово е да кажемо колку деца имало. Голема масовност, значи тоа е било стварно фантазија. Овој су све деца кои су стварно после и многу време по овие клубови по Куманово играле. Да. И јас с нима, овој су некои петлиња што су биле. Значи 86-та, 87-ма, 88-ма, ја после одиграв финале с нима кад пројде у Куманово. Тоа е тоа. Сак 2000 годину идемо у Француску на турнир. Што тој да го образложимо. Тој е после ФК Куманово. Еве га турнир. Тоа е исто голема прича. Ово ли е слика? Пошто тоа е тамо дефиле. Еве го ово е тој прво води го покажемо, па после еве. Тоа е слика. Биле смо пишувани по новине, пошто овој се одржа 2000 годину. Само што почна бомбардирање на Србија. И смо морале да идемо преку Бугарија, Румунију, Маѓарску, с 40 деца, имаше и родители тие што беа туја,
И Чека, бомбардирање беше 99-то. па да, 99-то па шта 2000-то, такој. Мај месец, колку траја оно? 2 по месец. Такој нешто, 99-то, Да, тој е тај, еве га тај, овој. Још беше бомбардирање, стојас мој куде лете со авиони, тој беше у мај месец, јуни месец, да, почеток на јуни. Никада не се понови. Такој, тој е, и морамо да идемо и како јунаци стигнамо тамо. Еве сега овде ќе Тој се покажемо. тие, значи тој е билтен кој се изработуваше голем турнир и после младост иде уште, ја иде 2 години и они после останава још 4 години да иде све тамо. Со Скорку, со овие Звонко, Јосевски судија, Грго, Да, голема- Нотар, да, такој. Такој беше и многу беше убаво. Тамо Голем многу дочекани, голем турнир. На највисоко ниво. Да, убаво беше, еве га тамо, еве га на овој страницу е слика. Еве го оваа слика е на овој страницу, тој да се види, Еве га Куманово, еве га у француску штампу. еве го француско, еве сам ја. Тоа е тај прва година като отидемо, у Петлиња постигнамо успех, освојува прво место. Пионери негде третиот, кадети веќе не имаше многу голема Али, конкуренција. Тоа сме го збориле 100 пати. Куманово 20 години нема екипу ни за Вардарски, за никаков регион. Тој дојдемо до тој да го кажеме и тој најбитно. После тој годину ја пројдев Куманово. Куманово легна у прву лигу под руководство на Драгана Далавевскога и мораше да се формира свите генерација штом си у прву лигу, да има и пионери, и кадети, и Топлак исто, пошто он беше тамо на младинци тренер, викаваме и Барац. Значи, ми смо тај тројка што смо веќе многу време прошле, многу смо се знали. Сте многу работари. И ја се после дојде с мене Нешо на Мирчета клуб брат, има га на тој слику и најдемо куде е и преземамо млади деца на Куманово. Ту едну годину, кад се десива тие големи успеси, пративане на Умаврово на зимски припреме, многу битни припреме, базични, направимо многу добри припреме, кад се вратимо, немаше кој да не победи. У полуфинале ја одигра с Беласицу, беше тренер Пантазиев, играше Мал Пандев у екипа. Сеќам се Кири Дулчиновски јоште беше добар, не беше. Да. Он беше веде селектор на млади и беа дојдени да гледа, пошто Беласица и Пантазиев доаѓа и на мене ми вика Зоки, вика 2 години немаме изгубена утакмица. Се игра на градски стадион полуфинале каде нас. Вика многу ме стра денеска. Викам слушај да ти кажам, ја работам со овие деца у Куманово, еве како сам дојден 6 месеца. Ке играмо, ја не право игре, кој е бољи нека победи. Едну изваредну утакмица одиграмо, победимо ги 4-2. Туи Стефан Маневски што е на Цветана, бидна репрезентативец. Земава га, он беше си млад, многу добар, док е бија под моју команду, бие супер дет. И Саше Димитриевски бидна репрезентативци на Македонија у пионерска конкуренција. И викаше Кире Дојчиновски, ја дојдов да гледам едни, видов други. Фантазија утакмицу и после с Вардар одиграмо га финале, изгубимо 2-1. У тој време отидева за француску младост и некои деца отидева за француску. Така да ја немаше клупу и кад се заврши пишуеше у новине македонску штампу финалисти од позади гол. Пошто ми не сме имале право да тренирамо на терен главни, све позади гол. И тоа е било... Еве што во слику и многу збориме за фудбал, али да кажеме дека и забавен живот и мало у Куманово. Тој не го спомнеме ич. Не е мало време, забавен живот се и мало, али покрај овој фудбал, забавен живот е многу било тешко, пошто мора да се работи, мора да се трчи. И јас сам бие таков дисциплиниран од време. Сака, ово е после тој некои години прослава на Оводнил. Ово е мислу, ово е у Искру. У Мензу, да, ово е у Искру, у Мензу.
Ово е покоен другар ми Раде Билјанче над парк горе драгстор имаше пред едно година, две почина и многу е било весело, многу е било убаво. Јас сум бија едно време, ово е слика дека све су се, овдека смо продавале и честитке, значи зимски обовезно, тоа е бија декор на Куманово, значи тој времето кој се ето работало, јас сум бија еден од учесници, ово е со цел плоштад, сви се дружимо. И се е почело, а сега интернет и компјутери, телефони. Да. Изгубива се тие вредности. Сако тие вредности, затоа што се изгубиле, затоа има големи последици, затоа евега 20 години не може дали организација, дали што е, како е овој фудбал, стварно е грота. Куманово е голем град, од било кој националност, значи за толку фудбалери има, толку млади деца има, само треба некој да се заинтересира. Еве га видите, ово е мој син, Он е талент. Он игра, моментално игра у кој наред у младост. Иначе, ово е како млад фудбалер, мал фудбал му е специјалност, али толку, пошто нема напред, нема куде и мислу дека тој ќе му остане, па нека игра. Важно заврши све школи и тако е. Фала ти Зоки што беше гост, али овој прилику при крај мора да го поздравимо Топлака. Да, голем поздрав. Тако е. Другова татка, така да го кажу. Само штета и он не беше у фудбал години. Па не, он све со тој, он и за овој што требаше и за тој живци, знаеш како е, све, што викаше години. Па ја ти кажа, значи сви тие луѓе кои су у Куманово биле нешто, у спорт сам работаја с нима и су ми дале голему школу и фала ги и Димитар, и Траче Бошковски, и Страше Ивановски, и иако некои су покојни, некои су живи, и Топлак, и Барац, значи една убава работа, едни убави години. Јас сам ипак среќан што ете такој смо се дружиле, имале смо резултати, никад не сум се сожалија дека не сам играја за Куманово, таква била и судбина, такво морало е да биде, али фала Богу, задоволен сум. Фала ти толку за овој емисија, поздрав од ресторан Ексклузив и се најбоље. Фала и на вас.